началник Јовановски, почитуван председател на Совет Талевски, почитувани помошници министри, почитувани колеги од Министерството за внатрешни работи, почитувани представници на изведувачот на градежните работи, на надзорот, сите оние кои што учествувавте и не поддржувавте, почитувани представници на медиумите, ми представува особена чест и задоволство од името на Министерството за внатрешни работи, од моје лично име да се обратам по повод завршувањето на градежните работи за воспоставување на Центарот за обновување на катастрофи и обезбедување на континуитет со работата во рамки на истоимениот проект финансиран со средства од програмата за предпристапна помош на Европската Унија ИПА 2013 година. На почетокот би ја искористил можноста да изразам благодарност за континуираните напори и помошта што Европската Унија ја дава на Република Северна Македонија, а во тој контекст и на Министерството за внатрешни работи. Во изминатиот период Европската Унија овозможи реализација на многобројни проекти, а ние пак од Министерството за внатрешни работи ја искористивме таа можност за да се обезбеди значителна поддршка при спроведувањето на реформските приоритети, како и голема материјална подкрепа со што видливо се подобрија човечките, техничките и инфраструктурните капацитети неопходни за ефикасното работење. На 15 март 2018 година започна со имплементација договорот за градежни работи за воспоставување на Центарот за обновување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работа во вредност од речиси 3,4 милиони евра. Целта на овој договор беше изградба на Центар за обновување од катастрофи, кој ќе овозможи постојаност во работењето и извршувањето на потребните активности и зачувување на податоци во случај на можни природни или катастрофи предизвикани од страна на човечкиот фактор. Со изградбата на овој објект, кој што е од исклучителна важност како за Министерството за внатрешни работи, така и за другите државни институции, сакаме да бидеме подготвени за да обезбедиме функционирање на виталните информацијски системи во случај на евентуално онеспособување на примарниот информатички систем поради природни или катастрофи предизвикани од страна на човечкиот фактор. Во работењето на овој центар, покрај МВР, може да земат учество сите државни институции кои имаат таква потреба согласно законските надлежности. Во овој дел сакам да напоменам дека во рамките на Министерството за внатрешни работи во моментот во тек се 2 ИПА проекти, кои имаат за крајна цел целосна функционализација и операционализација на Центарот за обновување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работа. Во рамки на ИПА програмата за 2014 година, во тек е набавка на опрема за имплементација на системот за обновување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работата и модернизација на IT инфраструктурата во седиштето на Министерството за внатрешни работи лот 1. А во рамки на националната ИПА програма во 2015 започна со имплементација рамковниот проект, имплементација на систем за обновување на катастрофи и обезбедување на континуитет со работа фаза 2, кој има за цел да ги воспостави процедурите за функционирање на Центарот и секако да обезбеди обука за вработените. Посебно задоволство представува фактот што изградбата на ваков центар е прв случај во поширокиот регион на Македонија, каде една државна институција гради вака модерен или би рекол суштински објект за заштита на државата и заштита на инфраструктурата на државата за своји потреби и за потребите на државните институции. Во оваа прикода, покрај на Европската Унија, сакам да се заблагодарам посебно на градот Прилеп. Да се заблагодарам на градоначалникот Јовановски за континуираната соработка и поддршката на оваа капитална инвестиција. Исто така да се заблагодарам на председателот на Советот и на советниците кои што донесоа значајни одлуки за поддршка и отварање на ваков капитален објект токму во општина Прилеп, а од витално значење за интересите на Македонија. Изградбата на овој центар представува уште еден показател дека Македонија е во тек со иновациите во делот на информацијско-комуникацијските технологии и безбедноста на податоците и подготвени сме на своите граѓани да им гарантираме заштита и зачувување на податоци во секое време. Свесен сум дека изградбата на овој објект
е само почеток и дека МВР треба да продолжи да работи во делот на развивање на веродостоен систем, кој во секое време ќе обезбеди континуитет со работата. При тоа, уверен сум дека со максимална посветеност од страна на сите инволвирани страни во овој проект, ќе успееме и да ги постигнеме посакуваните резултати. Очекувам преку изградбата на овој објект и негово функционирање да видиме пример за другите земји, за грижата кон безбедноста, заштитата на податоците, а со тоа и за грижата кон нашите граѓани и кон нашата држава. На крај дозволете ми уште еднаш да изразам благодарност до Европската Унија. Уверување имаме дека Министерство за внатрешни работи ќе продолжи понатаму со интензивно спроведување на реформските процеси од оваа област, со искрена надеж дека интензитетот на соработка ќе продолжи и во иднина, придонесувајќи за исполнување на сите потребни услови за членството во европското семејство. Сосема на крајот, сакам да се заблагодарам на колегите кои што напорно работеа во изминативе години се со цел да го реализираме овој проект. Пред се во одделението, односно секторот за ИПА, понатаму во одделот за телекомуникации и информатика, кој што директно со сите можни капацитети настојува и работеа да се реализира целиот овој проект, одделот за општи заеднички работи, кои што логистички го помогнаа целиот овој процес, како и сите колеги од Министерството за внатрешни работи, кои што неуморно, би рекол, работеа и се бореа после многу години, не само во МВР, туку и во државата, ние да понудиме еден капитален објект, меѓутоа и да понудиме јасна визија како сметаме дека треба да ја штитиме и Македонија, интересите на Македонија, интересите на граѓаните. Благодарам на сите за поддршката.